Зошто е потребно да се потенцира етиката во научните истражувања и што е толку важно во ова време во кое што сега живееме? Во услови на глобализација, интернет, на масовно лиферување на информации, дезинформација и како што, впрочем, ја добро знаете како репрезенти на медиумите, постои неопходна, неминовна е потребата да говориме за етиката на современиот истражувач во научно-истражувачкиот процес. Кои се другите аспекти зашто оваа тема не е актуелна, туку е суштинска? Од една страна ги спомнав современите процеси, од друга страна живееме во држава во која што се повеќе расте бројот на магистри, на доктори на науки, на стручен и академски кадар кој што има желба да стигне до одредени академски титули. Тој процес некогаш е оптоварен со големен притисок. Со Законот за високо образование сега дури високообразовниот кадар се наоѓа пред една задача со која што треба да остварува, да реализира што поголем број научни истражувања. Значи, тоа е притисок врз истражувачот, а тоа пак овој процес ја допира академската чест, интегритетот, транспарентноста, хуманоста и одговорноста на истражувачот кои се елементарни за неговото функционирање и презентирање на вистини и факти во интерес на науката. Значи, токму заради тоа говориме за една суштинска тема. Етиката мора да биде и е инхерентна на научниот процес, а етичкиот хабитус е императивен за секој научник. Ако дозволува времето само да кажам дека ние не говориме за етика во современи услови. Поемот етика потекнува уште од античко време и сите филозофи кои што сме ги изучувале, сите ние и за кои што јавноста има информација, го третирале прашањето на етиката. Значи ние основната приказна е разликата меѓу доброто и злото, меѓу грешното и погрешното. Значи ние не можеме да кажеме дека доколку не постојат етички кодекси во државата, ние не знаеме што е етичко однесување на научно-истражувачкиот кадар. Интересно е што на оваа тема за прв пат човештвото почнало посериозно да говори по Втората светска војна. Кога е донесен Нирнбергскиот кодекс. Станува збор за првиот етички кодекс кој што всушност има одреден број на принципи кои се вградени во одлуката на судењето во Нирнберг, кога одговарале 23 лекари кои се обвинети за злоупотреби на затвореници во концентрациони логори. Ова било причина, резултирањето на овој судски процес од ваква пресуда да ја наметне потребата од воведување на етичкиот кодекс. Натаму тој се развива со една декларација во Хелсинки во 64 година, 1979 година, постои популарниот извештај во Белмонт, станува збор за еден конференциски центар, каде што на многу повисоко ниво е издигнато прашањето на етичкиот кодекс. Значи, со формирање на Светската здравствена организација, со формирање на Светската медицинска асоциација, веќе овие прашања добиваат далеку повисоко ниво. Но што е актуелно во нашата држава, односно на кое ниво сега ние се движиме? Актуелните состојби ги дефинира во една рамка на почетокот, сега што е интересно. Ако зборуваме за институциите кои што продуцираат високообразовни кадри, значи академски кадри, магистри, доктори на науки, научници, тука се разбира се институтите, но јас во истражувањето што го работев не се опфатени институтите, само македонските универзитети. На страната на Министерството за образование и наука постојат 17, од нив еден е затворен, значи 16 се актуелни универзитети, од нив 2 немаат етички кодекс, другите или може би не е достапен на нивната веб страна. Другите имаат и помалку или повеќе запишани се етичките норми. Меѓутоа, етичките принципи до кои треба да се придржува научниот работник во научно-истражувачкиот процес. Но она што недостига е дека недостига еден многу значаен принцип што се вика информирана согласност. Значи, голем дел од содржината и од принципите се однесуваат и третираат релацијата студент-професор, а не толку доволно е посветено вниманието на етичкиот момент во научно-истражувачкиот процес, односно улогата што ја има научниот работник. Треба, според мене, да се донесе етички кодекс кој буквално ќе биде фокусиран на научно-истражувачкиот процес. Во тој процес да биде дефинирано. Да се води сметка за ранливи групи, да се води сметка за
етика од повеќе аспекти, конфликт на интереси, недискриминација, неексплоатација, значи постојат 10 принципи, од нив отсуства информирана согласност. Со едноставни зборови, тоа значи кога вклучувате луѓе во процесот на истражување, тие мора да бидат информирани дека се дел од тој процес, мора да бидат информирани за целите, мора да бидат информирани за се она во кое што тие се вклучени во самото истражување. Дали станува збор за лекови, за третман на лекови, дали станува збор за испитување на одредени процеси во општеството, како што реков, на лица со посебни потреби, граѓани кои што доаѓаат од ranjivите групи, значи неопходна е таа информирана согласност. Треба да се согласи лицето кое што граѓанинот кој што е вклучен во тој процес, дури со изјава, па дури потоа да може да се пристапи. Постои уште еден императив кој што вели доколку се загрози хуманиот аспект на истражувањето, истражувањето ја губи целта. Значи, не може по секоја цена да се прават истражувачки процеси, ако тие нанесуваат огромна штета на граѓаните, на лицата кои се дел од ова истражување. Темата е многу обемна, барам навистина е, како што реков, суштинска, треба секогаш да се говори, нема момент кога не може да се говори, придонесот е значаен, според мене, аз верувам и дека и според присутните овде на ова денешно предавање, голем дел се вработени во високообразовните институции во државата, ова е тема за која што треба да се сензибилизира јавноста, бидејќи само на таков начин може да се спречи плагијат, фалсификување на факти, на податоци, фабрикување на докази, значи постојат низа ситуации, состојби во кои што денес ние говориме за неправилна употреба на факти, дури и за неправилно цитирање, поаѓајќи од еден основен елемент, колку е битно да се почитува минатиот труд на истражувачот. Значи, на колегите, на луѓето кои што претходно стигнале до одредено ниво на истражување, на теоретичарите, на експертите, во сите полиња, во сите научни полиња, кога се прават истражувања, кога се посочува и се користи знаењето на минатиот труд на поранешните други експерти, други колеги, мора значително да се оддаде признание така што правилно ќе биде референцирано името, трудот, онака како што треба. Ова ново време, многу често тоа е проблем и на студентите и на новите истражувачи, меѓутоа ова ново време нуди една навистина многу солидна апликација која што се вика Зотеро и која што навистина за многу кратко време може да се избере стилот на референцирање и за многу кратко време може да се направи тоа правилно референцирање и да се оддаде почит на минатиот труд.